Скопје, главниот град на Република Северна Македонија, денеска е домаќин на Северноатлантскиот совет, главното политичко тело на НАТО, во кое амбасадорите на земјите членки на Алијансата разговараат и донесуваат одлуки за тековни, важни работи од програмата на НАТО. Голема чест и привилегија ни е дадена со тоа што имавме заеднички состанок со Комитетот на НАТО за интеграција, за да може заеднички да го разгледаме напредокот што го правиме на нашиот пат кон полноправно членство во НАТО. Нашата национална структура за интеграција во НАТО неуморно работи на постигнување на неопходните резултати во согласност со програмата за продолжување на реформите. Посебен акцент е ставен на постигнувањето на највисоко ниво на институционална подготвеност, кога Северна Македонија и официјално ќе биде промовирана како 30-та полноправна земја членка на НАТО. Владата на Република Северна Македонија успеа да ги реши сите отворени билатерални прашања и да направи конкретен демократски напредок во општеството. Ја вративме земјата на вистинскиот пат, особено во однос на владење на правото, на градење силни и функционални институции. Ги спроведовме исто така неопходните чекори за реформирање на разузнавачките агенции и на безбедносните служби на транспарентен и инклузивен начин, со домашни и меѓународни партнери и засегнати страни. Сега тие повторно ја добија автентичната улога да бидат во служба и безбедноста и сигурноста на граѓаните и на интересите на земјите и незините на земјава наша и на незините сојузници. Република Северна Македонија станува интегрален дел од трансатлантската заедница. Подготвени сме за нов почеток како полноправна членка и како сигурен и веродостоен НАТО сојузник, цврсто посветен на промовирање и споделување на заедничките вредности и одговорности во НАТО. Ратификацијата на протоколот за пристапување во националните парламенти на земјите членки се одвива со забрзано и посакувано темпо. Самитот на НАТО во декември 2019 година во Лондон го гледаме како одлична можност символично да ја одбележиме завршницата на процесот на членство во НАТО на 70 годишнината од основањето на Алијансата со официјално добредојде на 30-та земја членка. Но секако нема да има суштинско значење доколку процесот на ратификација заврши и во почетокот на 2020 година, односно станеме полноправна членка во првите месеци од следната година. Северна Македонија останува посветена на промовирање на регионалниот диалог и на соработката со сите соседни земји. Воспоставувањето на силно партнерство меѓу соседите е основа за регионалната безбедност и стабилност. Заедно со нашето пристапување во Европската Унија, како суштински сигурен партнер на НАТО, уверен сум дека ќе се заекне взаемното стратешко партнерство кое е од витално значење за сојузниците во Алијансата. Нашата земја доби уште една препорака од Европската комисија, овој пат без ниту еден услов. Очекуваме позитивна одлука и од Советот на Европската Унија, за да ги започнеме преговорите за пристапување во членство во Европската Унија. Направивме навистина историски пробив за само 2 години. Голема заслуга за овој голем успех им должиме на нашите пријатели, земјите членки на НАТО и на Европската Унија. Посебна благодарност сакам да упатам до генералниот секретар Јенс, господине Столтенберг, мој пријателе Јенс, ти ни даваше подршка и охрабрување секогаш кога тоа беше потребно. Наискрено ти благодарам. За мене лично бевте сериозно охрабрување и инспирација.